одзив заклучно со 19 часот и затоа појаснуваме дека последниот одзив кој го објавуваме е до 18:30 часот. Конечниот одзив на изборите ќе биде познат после полноќ, кога планираме да одржиме пресконференција за објавување на првичните неофицијални резултати добиени по електронски пат од секое избирачко место. И тогаш, кога ќе ги комплетираме резултатите, ќе биде соопштен крајниот, односно конечниот одзив, што значи од гласањето, од целокупното гласање, заклучно со 19 часот. Тоа е појаснувањето околу термините за објавување на одзивот. Конкретно ќе ги прочитаме најпрвин податоците за одзивот за град Скопје, односно за општините, 10 општини кои го сочинуваат градот Скопје. Генералниот одзив на ниво на град Скопје до 18:30 часот изнесува 46,64%, односно излезени граѓани кои го дале својот глас на ниво на град Скопје се 803.721 граѓанин, исто така, значи до 18:30 часот. Овие се податоци од обработени 3289 избирачки места или вкупно 94,67% обработени податоци од вкупниот број на избирачки места во градот Скопје. Конкретно за општините во градот Скопје. Општина Аеродром, излезност 45,57%, Бутел 49,71%, Гази Баба 41,97%, Ѓорче Петров 45,09%, Карпош 49,92%, Кисела Вода 46,25%, Сарај 55,20%, Центар 49,41%, Чаир 51,27% и општина Шуто Ризари 35,33%. Уште еднаш напоменувам, овој одзив е до 18:30 часот за овие општини што ги прочитав од градот Скопје. Поединечниот одзив во проценти по општини во Република Северна Македонија е следен. Општина Арачиново 48,21%, го прочитав во град Скопје. Општина Берово 57,78%, општина Битола 45,76%, Богданци 59,78%, Боговиње 36,40%, Босилово 47,87%, Бравеница 43,81%, Валандово 57,88%, Василево 51,18%, Вевчани 69,78%, Велес 40,06%, Виница 45,38%, Врапчиште 24,41%, Гевгелија 55,12%, Гостивар 32,38%, Градско 56,08%, Дебар 39,63%, Дебарца 62,04%, Делчево 50,81%, Демир Капија 66,51%, Демир Хисар 58,14%, Дојран 72,44%, Долнени 53,97%, Желино 40,48%, Зелениково 59,84%, Зрновци 50,20%, Илинден 51,91%, Јегуновце 45,95%, Кавадарци 53,33%, Карбинци 62,02%, Кичево 55,09%, Конче 66,03%, Кочани 41,31%, Кратово
55-65, Крива Паланка 63-53, Кривогаштани 63-34, Крушево 65-60, Куманово 44-84, Липково 39-40, Лозово 71-98, Маврово и Ростуше 28-58, Македонска Каменица 52-55, Македонски Брод 67-49, Могила 69-04, Неготино 54-31, Новаци 73-70, Ново Село 44-05, Охрид 48-23, Петровец 54-22, Пехчево 59-60, Пласница 35-54, Прилеп 45-34, Пробиштип 65-75, Радовиш 39-28, Ранковце 66-29, Ресен 45-65, Росоман 71-75, Свети Николе 49-94, Сопиште 53-67, Старо Нагоричане 61-21, Струга 40-58, Струмица 51-54, Студеничани 43-85, Теарце 41-46, Тетово 46-77, Центар Жупа 21-30, Чашка 71-63, Чешиново Облешево 56-66, Чучер Сандево 58-93, Штип и Штип 48-95. Ова беа сите поименично општини во државата со поединечен процент на излезност. Претходно беа прочитани и посебно општините за градот Скопје и нивото на одзив на самиот град Скопје. Во моментов, според сегашните податоци за одзивот, значи до 18:30 часот, имаме во моментов 3 општини. Тоа се Центар Жупа, Маврово и Ростуше и општина Врапчиште, кои имаат во моментов помалце од 1/3 на излезност од вкупниот број на запишани избирачи во избирачкиот список во соодветните општини. Конкретно, Врапчиште има 21,41% излезност, Маврово и Ростуше 28,58%, Центар Жупа 21,30%. Согласно изборниот законник, Државната изборна комисија појаснува дека за избран кандидат во првиот круг на гласањето за градоначалник се смета оној кандидат кој добил мнозинство од гласовите од граѓаните кои излегле да гласаат, под услов да излегле да гласаат во соодветната општина најмалку 1/3 од запишаните. Значи, тоа е двоен кумулативен услов. Ова е како информација согласно изборниот законник што се смета за успешни избори, односно завршени избори и победа во првиот круг. Исто така, согласно изборниот законник, доколку изборите во општината во првиот круг не излезат доволен број на гласови, односно не излезат повеќе од 1/3 од запишаните гласачи, изборите, целокупната изборна постапка се повторува во рокот 60 дена. За време на денешните избори, сите избирачки места, како што соопштивме и утрото, беа отворени навреме.
Државната изборна комисија, заедно со избирачките одбори и општинските изборни комисии, целокупниот тек на постапката за гласање ги спроведоа законито и без никакви проблеми. Постапката на гласање и сите изборни дејствија беа спроведени согласно изборниот закон и изборните процедури, согласно нашите упатства за работа на изборните органи. Останува процесот на броење на гласовите, за кој, како што кажавме, ради поголема ефикасност, контрола и транспарентност, во избирачките одбори треба да бидат присутни комплетниот состав на членови и заменици. Бидејќи знаеме дека локалните избори имаат по 2 гласачки ливчиња во сите општини, а во градот Скопје по 4 гласачки ливчиња, објективно можеби малку подоцна од вообичаеното ќе ги објавиме првичните официјални резултати добиени по електронски пат од секој избирачко место и за секоја општина. Изборните резултати ќе можете да ги следите во живо, како што ќе пристигаат сукцесивно од секој избирачко место. Изборните резултати ќе бидат објавувани од секој избирачко место веднаш после пополнувањето и подпишувањето на записникот за гласање и утврдување на резултати од секое избирачко место, кои податоци ќе ги добиеме по електронски пат. После полноќ, кога ќе ги комплетираме податоците за резултатите, ќе одржиме уште една пресконференција за објавување на првичните неофицијални резултати. Според нашиот план за работа, како што објавивме и вчера, утре од 7 часот наутро, по определен план и редослед, во Државната изборна комисија ќе доаѓаат сите општински изборни комисии со оригиналните записници од сите избирачки места и записниците за утврдени и сумирани резултати на ниво на општинска изборна комисија. Тие записници ние поединечно ќе ги прегледуваме овдека во Државната изборна комисија во текот на целиот утрешен ден. Исто така, записниците како доверлив изборен материјал ќе бидат доставувани под обезбедување на Министерството за внатрешни работи. До крајот на утрешниот ден, предпоставуваме некаде околу 20 часот, ќе одржиме повторно пресконференција на која, согласно изборниот законник, ќе ги објавиме првичните, но овој пат официјални резултати добиени врз основа на писмените оригинални записници од секое избирачко место. Од вечерва, од 19 часот, согласно изборниот законник, започнува да течат 48 часа рок за поднесување на евентуални приговори во делот на постапката за гласање. Значи, рокот е 48 часа до вторник до 19 часот. Правото на евентуален приговор го имаат сите оние подносители на листи, доколку во записниците има соодветни конкретни забелешки. Од утре вечер, после објавувањето на првичните официјални резултати врз основа на оригиналните записници, почнува да тече другиот рок за поднесување на другиот вид на приговори за изборните резултати, и тој тече од утре вечер, откако ќе ги објавиме официјалните изборни резултати, во наредните 48 часа, што значи од понеделник вечер до среда навечер. Од страна на Државната изборна комисија, во текот на денешниот ден, како и во текот на вчерашниот ден, кога гласаа болните немоќните во своите домови, лицата во казнено-поправните установи, како и лицата во домовите за вонсемејно згрижување, изборните органи му овозможија, согласно законот, остварување на правото на глас на секој граѓанин. Во Државната изборна комисија до овој момент немаме ниту една поплака од ниту еден граѓанин дека му е оневозможено евентуално неговото право на глас. Истовремено упатуваме благодарност за однесувањето, за одговорното и демократско однесување на сите гласачи, на сите граѓани кои излегоа да
гласаат на денешниот ден. До овој момент исто така немаме поднесено конкретни приговори за евентуални неправилности. Сепак, како што најавив, ќе почекаме во наредните денови и формално да поминат роковите за правото на двата вида приговори за постапката на гласање, како и за постапката за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. Сега ќе му дадам збор на подпредседателот, господинот Абдуш Демири, да ги соопшти податоците од излезноста на албански јазик. Повелете, подпредседател. Mirëmbrëma, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar. Kjo është konferenca e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve, ku do të prezantojmë të dhënat në lidhje me daljen e votuesve deri në ora 18:30. Do të filloj me qytetin e Shkupit, deri ora 18:30 dalja e votuesve ka qenë 46 presje 64%. Do të numëroj dhe 10 komunat të cilat përbëjnë qytetin e Shkupit. Aerodrom 45 presje 57%, Butel 49 presje 71%, Gazibaba 41 presje 97%, Gjorqe Petrov 45 presje 0,9%, Karposh 29 presje 92%, Kiselavod 46 presje 25%, Saraj 55 presje 20%, Qendër 49 presje 21%, Çajir 51 presje 27%, Shutorizari 35 presje 33%. Ndërsa sa I përket komunave tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dalja deri ora 18:30 ka qenë 46 presje 65%. Në nivel të komunave, Araqin 48 presje 21%, Berov 57 presje 78%, Manastir 45 presje 76%, Bogdanci 59 presje 78%, Bogovin 36 presje 40%, Bosilov 27 presje 87%, Bërvenic 43 presje 81%, Valandov 57 presje 88%, Vasilev 51 presje 18%, Vefçani 69 presje 78%, Veles 20 presje 0,6%, Vinic 25 presje 38%, Vrapçisht 24 presje 41%, Gjevgjeli 55 presje 12%, Gostivar 32 presje 38%, Gracko 56 presje 0,8%, Dibër 39 presje 63%, Debarc 62 presje 0,4%, Delçev 50 presje 81%, Demir Kapi 66 presje 51%, Demir Hisar 58 presje 14%, Dojran 72 presje 44%, Dolneni 53 presje 97%, Zhelin 20 presje 28%, Zelenikov 59 presje 84%, Zërnovci 50 presje 20%, Ilinden 51 presje 99%, Jegunovc 25 presje 95%, Kavadarci 53 presje 33%, Karbinci 62 presje 0,2%, Kërçov 55 presje 0,9%, Konçe 66 presje 0,3%, Koçani 21 presje 31%, Kratov 55 presje 65%, Kriva Palank 63 presje 53%, Krivo Gashtani 63 presje 34%, Krushev 65 presje 60%, Kumanov 24 presje 84%, Lipkov 39 presje 40%, Lozov 71 presje 98%, Mavrov dhe Rostush 28 presje 58%, Makedonska Kamenic 52 presje 55%, Makedonski Brod 67 presje 49%,
Могил 69,04%, Неготин 54,31%, Новаци 73,60%, Новосел 24,05%, Охор 29,23%, Петровец 54,92%, Пехчев 59,60%, Пласниц 35,54%, Прилеп 25,34%, Пробиштип 65,65%, Радовиш 39,93%, Ранковце 66,29%, Ресње 25,65%, Росоман 61,65%, Свети Никол 29,94%, Сопишт 53,67%, Старо Нагоричане 61,91%, Струг 20,53%, Струмиц 51,54%, Студеничан 23,95%, Теарц 21,26%, Тетов 21,67%, Центар Жупа 21,30%, Чашк 41,63%, Чешиново Облешево 59,66%, Чучер Сандев 59,73% dhe Shtyp 29,95%. Ju njoftojmë njëkohësisht që pas mesnate do të organizojmë edhe një preskonferencë ku do të bëjmë edhe publikimin e rezultateve fillestare jo oficiale. Faleminderit. И ви благодарам и на вас, подпредседателя. Јас само уште нешто да надополнам. Имавме едно избирачко место во општина Карпош, тоа е 2603, каде што гласањето се уште трае и тоа е продолжено за 1 час и 40 минути, бидејќи во текот на попладнето, поради човечки фактор, погрешно ракување со уредот за биометриска идентификација од страна на избирачкиот одбор, имало проблем околу заглавена смарт картичка, така што уредот не можел да се замени поради истата таа картичка која не можела да се извади. Тоа е причината поради кое ова избирачко место имало прекин подолг од 1 час, но не подолг од 3 часа, и поради тоа, согласно изборниот закон, гласањето се продолжува за онолку време колку што траел прекинот. Значи, до 20 часот и 40 минути ќе се гласа само на ова избирачко место во Карпош 2603. Продолжување на гласањето на други избирачки места во државата нема. Како што соопштивме предпладнето, имавме само два случаи, две избирачки места, едното во Куманово со запишани 12 гласачи, едното во Штип со запишани 730 гласачи, во едното поради 530, се извинувам, во Штип 530 гласачи, во Куманово поради објективни причини, поради немање електрична енергија, додека во Штип исто така поради објективни технички причини на Уредот за биометриска идентификација, согласно член 108 од изборниот законник, ДИК донесе едногласна одлука на овие две места и ова избирачко место во Карпош, што го споменав претходно, да продолжи гласањето без употреба на апарат за биометриска идентификација, односно со идентификација на гласачите со УВ ламба и спреј. Тоа беа единствените 3 избирачки места во државата. Процесот на гласањето не е нарушен, на ниту еден граѓанин не му еускратено правото на глас, така што гласањето успешно е спроведено. За подсетување за споредба со минатите парламентарни и претседателски избори во 2024 на ниво на државата имавме вкупно 6 избирачки места на кои ради објективни причини не се гласаше со уред за биометриска идентификација. Инаку уредите функционираа
согласно законските процедури и упатства за работа и ракување со истите од страна на избирачките одбори при нивното ракување. И во тој дел немавме никаков проблем. Тоа беа податоците што ви ги соопштивме како Државна изборна комисија за денешниот ден на гласањето. Бидејќи има представници на медиумите, молам доколку има прашање од новинарите. Не го спомнавте општина Гостивар во групата на општините во кои излезноста беше многу мала. Дали тоа значи дека имате информации дека е постигнат условот? Само момент. Мислам дека е спомнат. Еве го, мислам дека е спомнат. Прочитане општина Гостивар 32,38. Да, се извинувам, во право сте, и општина Гостивар е заедно со општините Маврово, Ростуше, Центар, Жупа и Врапчиште. Тоа е четвртата општина, каде што во моментов до 18:30 часот не бил исполнет цензусот на излезност од најмалце 1/3 од вкупниот број на запишани избирачи на ниво на општина. Ке почекаме до конечното објавување на резултатите од сите избирачки места и тогаш ќе видиме дали општина Гостивар ќе го надмине, односно ќе го достигне цензусот за излезност од минимум 1/3 од запишаните гласачи. Во право сте, се извинувам. Во меѓувреме, како што ме известуваат колегите, додека јас ги читав другите податоци, неофицијално имаме податоци дека тој цензус од 1/3 веќе е исполнет. Да, во Гостивар, да. Бидејќи беше близу процентот до 18:30 часот. Повелете... Марија Митевска, Телма телевизија. Реагираа гласачи дека имало мртви луѓе на гласачките ливчиња. Дали имате вие такви сознанија? Дали повторно имаме проблем со непречистен избирачки список? Ливчиња или листи? Ве молам прашањето на листите? На листите, на списокот на гласачи имало умрени лица, нивни блиски, членови на семејство. Ние досега немаме добиено таков приговор од било кого. Доколку има, соодветно ќе постапиме и ќе провериме, ниту од избирачки одбор, ниту од општинска изборна комисија. Ниту официјално, ниту неофицијално. Значи, доколку има било што, ние ќе провериме и соодветно ќе постапиме. Дали има други прашања? Како што најавив, очекуваме после полноќ, ќе гледаме како што ќе пристигаат резултатите. Морам да ви известам, имавме еден допис од една независна листа, група избирачи, која се пожали дека наводно од страна на Државната изборна комисија на гласачкото ливче не е испечатен нивниот символ, односно амблем. По првичната проверка од нашата стручна служба и увид во списите на предметот, констатирано е дека ваквите наводи од оваа листа на група на избирачи се целосно неосновани. Ние на првата наредна седница соодветно ќе одговориме и ќе постапиме официјално во врска со овој допис. Според нашите сознанија и проверки во оригиналната документација, таквите наводи се неосновани, односно Општинската изборна комисија Центар, која ја потврдила листата и која ги доставила податоците за листата до Државната изборна комисија за утврдување на изгледот и содржината на гласачкото ливче за соодветната граѓанска
листа, значи Општинската изборна комисија Центар постапила правилно и законито. Не најдовме основ дека има некакво прекршување на процедурата за потврдување на листа, односно за содржината на листата и изгледот на гласачкото ливче на оваа група избирачи. Ќе одговориме дополнително во официјална форма на првата наредна седница. Ви благодарам. Дали има други прашања?